Значи тоа што беше разговарано како можна опција за постигнување консензус е ставено на хартија. Ќе биде денеска споделено и со политички партии, но и со представници на меѓународната заедница со цел да се обидеме да најдеме консензус и да ги видиме црно на бело спорните точки околу кои што не успеавме да се договориме. Тоа покажува наша волја и понатаму да разговараме конструктивно заради заокружување на процесот на носење на законот, процес кој што треба да значи и заокружување на реформите во сферата на правосудството со цел да не оставиме никаква можност било која земја членка да стави приговор на нашето барање за отварање на преговори врз основа на техничка причина, односно недонесен закон за јавно обвинителство. Посочивте во говорот дека не е нужно нов закон, дека и на ваков начин се решава некако статусот на предметите и истрагите на специјалното јавно обвинителство. Значи, од аспект на ургентноста која што беше пред предавањето на предметите, ургентност која што ќе значеше што после 15 септември, сега веќе е поизвестно, значи тој дел на потреба од брзање или потреба од ургентност отпадна со случувањата кои што ги гледавме, бевме сведоци последните 2 недели, така што тој процес на предавање на предметите гарантира дека предметите ќе продолжат, но сепак ние апелираме. Значи, процесот на носење на законот беше потребен не само да се обезбеди континуитет на предметите на специјалното јавно обвинителство, туку беше и дел од она што значи стратегија за вкупни реформи во правосудството, така што сметаме дека е добро, сега не е неопходно, но би било добро да се донесе законот. Значи, неформални средби и консултации постојат и овие денови, значи не само денеска, постоја и претходниве денови. Ќе видиме дали ќе биде преку средба, може би само да биде испратен законот, чисто за да седнат политичките партии да рефлектираат врз основа на пишан текст. Закон или е нешто интервенирано во оној претходно што вие го предложивте? Значи, тоа е интервенција врз законот кој што веќе е во собрание. Внесени се оние измени за кои што разговаравме на лидерската средба. Какви се правните последици доколку Јанева биде разрешена и доколку истече мандатот, односно во двата случаи дали има некаква разлика во суштина во постапувањето за предметите? Значи, по мене не би требало да има разлика во делот на постапувањето на предметите, без оглед дали нејзе ќе престане мандатот по сила на закон или ќе биде разрешена. Потребно е само предметите да бидат на време трансферирани со цел да не се остави никаква дилема кој ќе го подпише трансферот, како ќе се изврши, значи да има пристојно време да се завршат техничките детали на тоа пренесување на предмети. Министерке, дали ја утврдивте автентичност на писмото на специјалната обвинителка која беше пратено од истражниот затвор? Значи, Министерството за правда нема надлежност во утврдување на автентичност на тоа писмо. Писма, јас како што знам, се упатени и до специјалното јавно обвинителство и до републичкиот јавен обвинител. Вие сите знаете дека сите носители на јавни функции кои што подпишуваат во рамките на институциите имаат депонирана подпис. Значи, јас кога подпишувам во Министерството за правда, луѓето кои што работат во архива го знаат мојот подпис и не викаат графолози секој ден за да видат дали е тој мој подпис, туку го ставаат печатот, така што луѓето кои што работат во специјалното јавно обвинителство го знаат подписот на обвинителката, исто така и оние кои што добивале дописи од нејзина страна во републичкото обвинителство, мислам дека тука не треба да се отвара тема каде што нема тема. Реално нема дилема и сомневање. Имаше дилема околу тоа дали е тоа заверено на нотар во затворот, заради тоа што во одредени случаи се барало присуство на нотар за да се завери веродостојноста на документот, во таа смисла. Зависи каков тип на документ станува збор. Значи, за документи кои што се потребни за да произведат правно дејство да бидат заверени на нотар, тогаш навистина во затворите, во притворско оделение влегуваат и нотари и заверуваат. Значи, нема дилема и нема спор дека луѓе кои што биле во притвор подпишувале документи. За некој тип на документи им ги носат, само ги подпишуваат, а некои ако самиот акт за да произведе правно дејство треба нотарска заверка, во тој случај. Во овој случај никогаш никаде во законот не стои дека таа кога предава предмети или кога дава согласност за предавање на предмети треба нотарска заверка.